Граѓаните се еднакви пред уставот и пред законите, и ова не сум го рекла јас, ова го пишува во врховниот документ или уставот на Република Македонија. Но дали сме сите еднакви пред правата и пред обврските пред овие закони? Ова се однесува особено на законодавната власт, онаа која ги носи законите кои влијаат на нашите животи. Но што е со нивните обврски пред овие закони? Токму со ова и се бави ова епизода на Проверено. Јас сум Сашка Цветковска од истражувачката репортерска лабораторија, а вие следите Телевизија 24. Граѓаните 2, а пратениците 3 дена викенд. Со закон во петок тие треба да се во пратеничките канцеларии во општините во кои се бирани. Проверено провери дали и зошто не работат овие канцеларии. Од мојот последен увид во таа зграда, тие таму немаат отидено со години. Жената не посоветува да не го отвараме тоалетот по никаква цена, ама ќе го отвориме. И да, ова е тоа. Ќе го затвориме. За обичните смртници мајка, за другите мајка. За оние кои го представуваат законодавниот дом, законите едноставно не важат. Од кога е конституиран последниот парламент, овие канцеларии не работат. Има ли пратеници на СДСМ кои не го остваруваат оваа своја обврска, не ја остваруваат? Верувам дека не. Верувате дека? Сигурен сум дека не. Сигурен сум дека не. Не оставате простор за сомнеш и резерва, ви кажав? За средби со граѓаните воопшто сум сигурен дека нашите пратеници се среќаваат постојано. Дали законската обврска во петок ја исполнуваат, тоа не можам да го тврдам. За нив патни трошоци, за другите извршители и давачки. Кој да ги натера пратениците да ги почитуваат законите, а кој да ги слушне граѓаните. И неприсуството на пратеникот на работа не повлекува одговорност од аспект дисциплинска одговорност по работниот однос. Па најпрво опомена ќе добиете, потоа ќе ви исклучат, па и ќе ве дадат на извршител и така. И да пролет, и да лето, и да ти многу празници се сеќавате како се радуваме кога Свети Кирил и Методи или Великден или било кој друг празник и се погоди во петок, па сите имаме споен викенд и можеме пофино да си го планираме неделниот одмор. Нам ни е така на празници, на други им е така секоја недела. Кој други ако не пратениците на Република Македонија, представниците на законодавната власт. Има закони за нив за петок. Тие во петок треба да се наработа, но не во парламентот, туку во пратеничките канцеларии за комуникација со граѓаните кои се наоѓаат во општините по кои тие се бирани. Овој викенд Проверено реши да ги побара велешките пратеници. Еве каков пратенички петок не дочека во Велес, сигурно не таков каков што предпоставувавме, иако немавме некои големи очекувања, но ова сепак беше една страшна символика за оттуѓувањето на народните избраници од своите луѓе, од оние кои ги бираат. Пратениците од Велес добија канцеларии за комуникација со граѓаните. Овде ќе можат да се даваат конкретни предлози и сугестии за работата на државните институции. Оваа канцеларија ќе биде место и за секојдневни иницијативи, предлози, сугестии кои што ќе доаѓаат од граѓаните, а ќе значат подобрување на законската регулатива или интервенција до одредени државни институции во смисла на подобра, поефикасна, подинамична и поуслужлива работа. Сето она што досега сме го работеле во партиските простории на ВМРО ДПМН, од денеска ќе го работиме овде. Граѓаните ќе можат покомотно и оние што досега се устручаваат да доаѓаат во партиските простории, ги покануваме, значи секој работен ден туку ќе има асистент кој ќе ги закажува состаноците, а секој петок пратениците ќе бидеме тука достапни за решавање на проблемите, за давање на информации, за давање на сугестии. Проверено дојде во Велес, да видиме дали и што се работи во петок. За пратеничката канцеларија прво прашавме во општината. Вие сте на работа, но пратениците не се на работа, бидејќи ова е ден за комуникација со граѓани. Арно, ама немаме многу среќа да ги пронајдеме канцелариите. Вие им давате ли канцеларија согласно вашите обврски? Ние ќе ви помогнеме да ги пронајдете, меѓутоа од мојот последен увид во таа зграда, тие таму немаат отидено со години. Вработените ни ја покажа и ни отклучија канцеларијата. А внатре не дочека малку апокалиптична слика. Очигледно беше дека никогаш и не се сместиле во истите. Се што видовме, укажа на тоа дека освен за сликање,
и по некоја партиска изборна задача, овде никој никогаш ништо не планирал да работи. Млеково има рок на трајање од 11 јули 2017. Веројатно последен пат тогаш некој пиел кафе овде. Не сум убедена дека парламентот беше конституиран. Бојан Смилевски, асистент за комуникација со граѓаните. Овој човек плата му дававме од буџетот, собранието, односно. И еве како изгледа канцеларијата на Бојан Смилевски, која очигледно не ја посетила од изборите. Не личи на пратеничка, личи на партиска канцеларија. Слика, ни сликите не стигнале, немале време да ги закачат. Да, нема. Освен партиски изворни материјали, државниот службеник Бојан Смилевски друго не е работил во канцеларија. Запустени, валкани, заборавени, од живите души, не идовме само на инсекти. Општината не посоветува да не го отвараме тоалетот по никаква цена, ама ќе го отвориме. И да, го е тоа. И ќе го затвориме. Илија Димовски го поминавме, Ѓорѓе Којџабашиев, а инаку пратениците на СДСМ не се не обележани, така што не би знаеле која од овие е нивна канцеларија, но во која и да влезете, практично нема ништо и прилика сите вака изгледаат. Очигледно беше дека пратеници нема да дојдат. Решивме да ги побараме во партиските седишта, со надеж дека можеби таму дошле да работат и да среќаваат граѓани. Низ градот беше раздвижено вонаа мера во која дозволува секој работен ден, како што и петок. Партиските седишта на двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, во Велес се блиску една до друга. Прво ги побаравме оние на СДСМ, сместени на последниот кат, до кој се стига низ едни мрачни ходници на една поприлично валкана зграда. До сега никој нема. Катанец. Очигледно не се во собрание, не се во народни пратенички канцеларии, не се во партиските седишта. Очигледно петок е ден за распуст за пратениците. Не еден секој петок. Панчо Иванов од СДСМ дефинитивно не беше тука. Тргнавме да го бараме неговиот колега од Велес, Илија Димовски. Спороти СДСМ е седиштето на ВМРО ДПМН. Ни тука немавме среќа. Очигледно не. Тоа. Се вративме во општината. Не сите се слободни во петок. Градоначалникот Аце Куцевски со жалење констатираше дека пратеничките канцеларии не работат, а тие имаат обврска со закон да им ги отстапат на пратениците. Кога не би било така, тие како општина би имале друга корист од овој простор. Ние веројатно ќе одлучиме да им дадеме друга намена за да не стојат така празни. Може да ги знемувате да заработувате, пример. Да, ќе им најдеме начин како да бидат во функција за потребите на општината. Ако пратениците делуваат негрижливи, општинарите изгледаат малку поодговорни кога се во прашање граѓаните. Куцевски планира да руши ѕидови, но само за да направи сала со голем број на столчиња, во која што велешани ќе може да доаѓаат и да ги следат советничките седници. Иако изгледа многу убаво, сега не одговара на денешните услови. Нашата цел е да создадеме предпоставки работата на Советот да биде што потранспарентна и да може што поголем број на граѓани да ја следат работата и по претходна најава за одредени точки на дневен ред кои се од посебен интерес за нив, дали како поединци или како групи на граѓани или здруженија на граѓани,
да може да се обратат на членовите на Советот и да ги искажат своите ставови и размислувања, особено кога се носат детални урбанистички планови. Во општината функционира и канцеларија за сервис на граѓаните. Граѓаните доаѓаат и овде општинската власт им помага за сите случаи кои си во нивна надлежност, но и во надлежност на централната власт. Не дочекаа многу луѓе. Кога имате проблем каде идете, кај градоначалникот или кај пратениците? Кога градоначалникот и пратениците јако да буде. Ги гледате низ градов, се вртат? Ја гледаш, има и... Јест. Добар ден. Добар ден. Извини. Како се? Здраво, јас сум сајд мајка му на батко, исто мајка му. Куцевски планира сите централни институции да ги смести во општината, за граѓаните да не лутаат насекаде. Но се уште чека одговор од владата. Овој петок беше работен за сите граѓани на Македонија, за екипата на Проверено, за општината и за граѓаните во Велес. Единствена енигма е како пратениците ги трошат слободните петочни денови. Оти многу од нив очигледно дека не се гледаат со граѓаните во единиците каде што се бирани. Не случајно, како што рековме, го одбравме Велес, токму поради Илија Димовски, тој е пратеникот чија уста е постојано полна со зборот народ, од народот, за народот, пред народот, со народот. Но овој петок народот немаше среќа да го види Илија Димовски, ниту таму каде што припаѓа, ниту во штабот, ниту на било кое друго место. Но Проверено не би било проверено ако не провери каде се наоѓаат сите пратеници. Во ова издание на Проверено на помош ни дојде екипата на новата младинска емисија Крик, која ќе се емитува на телевизија 24 од 28 март. Прва младинска емисија. Деница и Давид се лица кои, верувајте, нема да ги заборавите. Истражувачката репортерска лабораторија посветува многу големо внимание на идните новинари, идните истражувачи, идните умови во македонските новинарски води и верувам Деница и Давид нема да ве разочараат. Тие како млади новинари тргнаа во собранието да ги побараат младите пратеници и да прашаат како се работи и што се прави во врска со прашањата кои ги загрижуваат младите. Деница и Давид. Денеска е петок, а според член 36 од Законот за собрание на Република Македонија, секој последен работен ден во неделата е предвиден за контакт на пратениците со граѓаните. Во законот исто така предвидено дека на овој ден тие нема да одржуваат седници, ниту пак имаат било какви други активности. Се со цел да ни бидат полесно достапни на нас, граѓаните. На веб страницата на собрание стои дека пратениците може да ги најдеме во канцеларии во своите општини. Ова е вака за да граѓаните имаат полесен пристап до нив. Меѓутоа, ниту веб страницата, ниту мапата на веб страницата не се функционални, затоа решивме да дојдеме да побараме дел од пратениците во собрание. Денеска ние дојдовме поради тоа што во член 36 во Законот за собрание на Република Македонија стои дека секој последен работен ден во неделата е отворен за граѓаните, за пратениците да може да остварат контакт со граѓаните. Дојдовме пред пола час или 1 час, пробувавме да сконтактираме со пратеници од сите партии и не најдовме никој освен вас. Да. Точно во Законот за собрание и во деловникот стојат тие одредби. Пратениците повеќето се од другите градови. Многу, мислам, малцинство се од Скопје. И канцелариите кои што ги имаат пратениците по градовите и во општините во градот Скопје сега не функционираат поради тоа што немавме избрано подпредседатели до пред 2 недели. А подпредседателот на собранието, еден од подпредседателите, председава со буџетскиот совет на собранието. Буџетскиот совет на собранието всушност треба да ги обезбеди финансиските средства за функционирање на тие канцеларии. Во тие канцеларии има и асистент кој што го плаќа собранието на Република Македонија и од тие причини канцелариите некои функционираат на личен трошок на пратеникот, некои воопшто не функционираат. Што се однесува до пратениците од Скопје, овие денови во принцип јас барем ги користам за состаноци со невладини организации, отварање на прашања кои што требало во текот на неделата да се отворат, меѓутоа имало седници, мало комисии и слично и не можеле. И сега петок е најчесто најсигурниот ден за тоа. Меѓутоа многу често, морам да бидам искрена, дека многу често и во петок имаме седници и оваа одредба од законот која што ја цитирате не секогаш се спроведува, односно во изминативе години
многу ретко, многу исклучок било петок да не се работи, а треба да е обратно, треба да е исклучок петок да се работи. Значи тоа треба ако е итно, нешто мора да се донесат некои важни закони од интерес за граѓаните, голема група на граѓани ако е засегната со ним, па тога да. Меѓутоа, за жал, сега во последниве месеци почнува тоа да се поправа, па избегнува председателот на собранието да закажува седници во петок, меѓутоа многу. Доредно, дали има ефект доколку не се закажуваат седници во петок, ако пратениците сепак и покрај тоа не доаѓаат во собранието, ниту па во канцелариите, значи останува само како на работен ден за пратениците, а на никој начин не им помага на граѓаните да остварат полесно контакт со пратениците. Се согласувам. Тоа е овој отворен ден е замислен бидејќи цела недела, особено за пратениците кои што доаѓаат од други градови, цела недела се во Скопје, односно на седници, па после тоа тек вечерта патуваат назад за дома и нема логика во 12 вечер да свикувате средба со граѓани, иако постоја градоначалници што го прават тоа. Порано, ама петок е така замислен. Меѓутоа, дали целта на петок како отворен ден за граѓаните се остварува? Не. Вие од која општина доаѓате? Јас сум од општина Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Значи кога би имало канцеларии во општина Ѓорче Петров би можеле да најдете. Да, немаат сите пратеници, се прави по формула. Значи немаат сите пратеници. Да речеме дека така би било. Сега дали, например, вие имате информации за тоа колку од младите во вашата општина, например, имаат завршено високо образование? Немам таква статистичка информација. Да, а например кога се гради дали имате уопште статистичка информација колку млади луѓе би имало? Само чисто да направам дистинкција. Ајде. Значи, јас сум избрана во изборна единица број 1. Тоа е Скопје. Меѓутоа општина Ѓорче е во изборна единица 2. Добре. Што апсолутно не значи дека не треба да се грижиме ваму. Да. Ова што го поставуваш како прашање и дилема е легитимно, но нашиот изборен модел во моментов, тоа што го поставуваш ти како прашање за мнозински изборен модел. Туфекџич призна дека канцелариите во овој парламентарен состав никогаш и не проработеле. Репортажата во Велес пак покажа нешто друго, дека дури кога формално биле воспоставени во минатите парламентарни состави, тие никому за ништо не му служеле, а најмалку на граѓаните. Странските влади потрошија многу пари, и тоа сериозно многу пари, во изминатите години да им помогнат на македонските институции да ги воспостават пратеничките канцеларии за контакт со граѓаните. Но до ден денес се уште не се најде парламентарен состав кој ќе покаже волја да се ја спроведе својата обврска со закон и да овозможи да функционираат канцелариите за контакт со граѓаните. Анализата ја има Александра Денковска. Ако вие секој ден се мислите дали да ја запалите колата за да одите на работа, или пак ќе го стигнете автобусот и ќе заштедите некој денар, пратениците од Македонското собрание ја немаат таа мака. Патни трошоци од неколку илјадници евра, слободни денови колку и кога сакаат, а оние денови кога се на работа можат да седат и само да притискаат на копчињата за гласање. Разликите во привилегиите меѓу оние кои ги представуваат народот и народот се чинат големи. Имам гледано на улици. Као прво не ги знам кои се, какви се тие луѓе. Пратеник? Не. Пратеник сум сретнала, ама пратеници нема како што треба. Не. Ништо не би го прашал, ги не очекувам нешто да ми удоволјат барем лично на мене. Би го прашал прво за животот, дали ќе ли биде убав или лош. Би го прашала за народот што го избрал, дали одговорил на барањата за пратеничкото место за кое што е избран. Не, затоа подобри да не ги сретнувам, затоа што не ја вршат. Они си ја вршат работава, знаеш како си ја вршат? Да си земат парите, дневници, плати, они се први на плати на све. Ние чекаме од први до 20. Не, ниеден, апсолутно ниеден. Па најверојатно ја вршат, не знам, јас не сум тој што ги контролира и не знам што да ви одговорам. Јас сум сам газда и не сакам никогаш да бидам во оваа држава некој да ми биде подлав. Предпоставувам дека и по закон за работни односи има одреден период колку може да вас устудат од работа, после тоа би ве казниле, не знам, на некој начин.
Сега документите, еве ги документите 2 месеца, еве ги документите од струја, дистрибуција, ми даде да наплатам, по дужан пари не сум платил. Па најпрво опомена ќе добиете, потоа ќе ви исклучат, па и ќе ве дадат на извршител и така. Ми укинуваат. Додека ја снимавме анкетата со граѓаните, случајно налетавме на пратеникот Павле Богоевски. Му ги поставивме истите прашања како и на другите граѓани. Мислите ли дека пратениците си ја вршат работата за која што се избрани? Да, пратениците вршат работата најдобро што можат во моментот. Дали се ефикасни? Не колку што би требало. А дали имате можност да не се јавите на работа и да не се појавите неколку дена? Да, бидејќи статусот, работниот статус на пратениците е различен од вообичаениот работен однос кој што постои во државата. Неприсуството на пратеникот на работа не повлекува одговорност од аспект дисциплинска одговорност по работниот однос. Во 2003 година Националниот демократски институт имаше идеја да се надмине овој јас и народните избраници да ги доближи до граѓаните. Со здружени сили, НДИ, Швајцарската агенција за развој, ЗЕЛС, УСАИД и ИПД го започнаа проектот со отварање на канцеларии за контакт со граѓаните. Од планирани 75, отворени беа 50 канцеларии за контакт со граѓаните. Канцеларии имаше во неколку десетици општини во државата. Проектот функционирал добро. Граѓаните ги среќавале пратениците, а според донаторите и партнерите во овој проект, пратениците во собранието поставувале повеќе прашања во интерес на граѓаните. Во секоја канцеларија бил вработен по еден асистент, кој во текот на цела недела бил достапен за граѓаните, а пратеникот, кој раководел со канцеларијата, во петок лично се среќавал со своите гласачи. Citizens must be able to connect and relate to their MPs, and MPs must be able to talk to citizens. We've been asked by Parliament to refresh, reorganise and get these offices energised and back working. And that's the good story. Според граѓанската асоциација МОСТ, која ја надгледувала работата на канцелариите, организацијата и функционирањето на овие канцеларии можела да биде и подобра. Граѓанската асоциација МОСТ да го наблюдуваше функционирањето на овие канцеларии. Она што беше наш впечаток е дека тие сепак не функционира на оној начин на кој што беа предвидени да функционираат. А од друга страна тука има уште еден аспект, тоа е едукацијата и културата, политичката култура на граѓаните кои што се обраќаат до пратениците не за некои работи кои што се од надлежност на пратениците, него за своји лични барања, како на пример најчесто вработување, а се знае дека тоа немаше пратеникот да му го овозможни. Во јануари 2013 година канцелариите доаѓаат под капата на народните избраници. Од тогаш наваму канцелариите не функционираат. Интерактивната мапа со информации и контакти за канцелариите, која порано беше поставена на интернет страницата на собранието, повеќе не функционира. Но и покрај ова, секој петок пратениците се слободни и не одат на работа. Треба да разбереме една работа, дека ако пратениците идат секој ден на работа тука, тогаш ќе бидат критикувани зошто идат секој ден на работа, а барат патни трошоци. Од една, имаме еден проблем и се создава еден друг проблем. Но апсолутно се согласувам дека пратениците не во собранието. Петок тие треба да бидат во канцелариите каде е одредено петок за ова работа. Немедиот неодамна е надлежен за повторно отварање на овие канцеларии. Тој вели дека одржал неколку средби и веќе од наредниот петок ги најавува првите средби со граѓани. Ние сме во исчекување за буџетскиот совет. Другата колешка Фросина Ременски ја води буџетскиот совет и треба прво и стратегијата и останатите треба да помина на првата средба или состанок на буџетскиот совет, за да можам и јас понатаму да продолжувам со отворање на овие канцеларии ако треба и уште еднаш ќе направиме меморандум на разбирање со NDI за да може одново да почнеме со канцелариите. Јас се надевам дека со сите овие клучни играчи што ги имаме и апсолутно има волја кај ова мнозинство и ќе бидат отворени новите канцеларии многу побрзо и апсолутно петокот како што е одредено од страна на собранието и деловникот на собранието
се имаме сретно и со председателот на собранието овој петок што помина и апсолутно петокот секогаш ќе биде, значи нема да имаме ни пленарни, па ни комисијски седници нема да имаме, за да може пратениците да бидат во овие канцеларии и еднаш за секогаш да можат и да проработат и да биде функционално сите овие канцеларии. Според подпредседателот, улогата на овие канцеларии треба да се зацврсти со носење посебен закон. Едно е сигурно, во Законот за собрание постои обврска за пратениците да остваруваат средби со граѓани секој петок, а додека тие со години бараат модели, не постои сила што може да ги натера да ги спроведуваат законите кои се однесуваат на нив. Малку се оние политичари кои се нафаќаат да седнат на пеколното столче со Билјана Сакуловска, бидејќи знаат што следи. Незгодни прашања, а не началнички прашања. Особено тука не припаѓаат претениците од ВМРО, ДПМН и политичарите, тие не прифаќаат вакви разговори или многу малку од нив, но има доблесни луѓе. Александар Кирацовски, генералниот секретар на СДСМ, се нафати да разговара со Билјана Сакуловска на темата права и обврски пред законите на пратениците на Република Македонија. Господине Кирацовски, вие според Законот за пратеници, член 36, цитирам, имате законска обврска. Секој петок да имате контакти со граѓаните и избирачите во изборните единици. Зошто свесно го кршите законот? Вие немате средби во петок. Со оглед на тоа што законот на некој начин правно формално не обврзува на комуникација со граѓаните во петок и сето тоа се прави преку канцелариите за контакт со граѓаните, истите за жал поради блокирањето на парламентот од страна на актуелната опозиција, ради политичката криза, не се формирани од буџетскиот совет кој што требаше да заседава начело со еден од подпредседателите на собранието кој што беа избрани на 21 февруари оваа година. Јас инсистирам за петок, господине Кирацовски, заради тоа што тоа е ваша законска обврска. Се разбира, можете секој ден да имате средби, секој можен ден од неделата, секоја минута, но инсистирам на петок. Собранието на Република Македонија во својот билтен Мој пратеник, јасно на својата веб страна има обзнанието, меѓутоа тоа е должност нормално на службите во собранието. Не, вашата должност како пратеници говориме сега. Имаат објавено на својата веб страна. Да не бараме од администрацијата на собранието. Тие имаат исто така обврска, но говориме за вас пратениците. Кажете ми каде има објавено информација, каде, на кој начин, дали на социјални мрежи или на друг начин, дека во петок имаат средби и потоа на истиот тој начин да информираат јавноста дека имале средби. Господине Сакуловска, апсолутно. Мислам, ви го разбирам самото прашање генерално и потребата од средби со граѓаните, особено околу информацијата до граѓаните, дали истите во право време и навремено ја добиле како информација дека баш секој петок е буквално ден за нив. Да. Се сомневам дека сите граѓани знаат дека токму во петок може да се среќаваат со нас. Чија грешка може да биде ако не знаат граѓаните? Најверојатно до сите не, апсолутно не. Најверојатно до сите нас, меѓутоа искрено ви кажам онака како и што на почетокот напомнав. Било кој ден од неделата е прецизиран за граѓаните и за секојдневни средби со нив, тогаш кога ние реално имаме простор, не сме на седница, имаме временска можност, а тоа е од 14 до 15 часот секој ден. Сега говориме за законската обврска, за тоа дека свесно го кршите законот, пратеничката група на СДСМ говориме сега, не за останатите. За тоа не е кршење на законот, туку тоа е близина со граѓаните. Никој нас не може да не спречи да не се среќаваме со граѓаните постојано и секој ден, како што го прави. Независно дали е во Господин Кирацовски, имате законска обврска во петок. Вие можете секој ден и секој час и секоја секунда да имате средби со граѓани. Сега говориме ние за вашата законска обврска. Кажете ми во кој документ, документирајте ми, покажете ми некој документ каде што сте објавиле вие како СДСМ дека имате средби со граѓани. Секој петок. Да покажете на јавноста. Документацијата околу средби со граѓаните треба да се води токму во канцелариите за средби со граѓаните кои што се уште за жал правно формално не се формирани. Самите пратеници да ми кажете дека реализирате средби на граѓаните во изборни градовите од каде што сме избрани. Најодговорно тврдам. Најодговорно. Кој ден? Секој петок, секој пратеник нормално затоа што се враќа во родниот град од каде што потекнува,
остварува средби со своји сограѓани. Има ли пратеници на СДСМ кои не го остваруваат оваа своја обврска, не остваруваат? Верувам дека не. Верувате дека? Сигурен сум дека не. Сигурен сум дека не. Не оставате простор за сомнеш и резерва. Ви кажав, за средби со граѓаните воопшто сум сигурен дека нашите пратеници се среќаваат постојано. Дали законската обврска во петок ја исполнуваат, тоа не можам да го тврдам. Тоа треба да се води и да се види преку евиденцијата на собранието, кое што треба да ја води преку канцелариите за средби со граѓаните, тоа е сосема нешто друго. Ги обврзуваат пратениците да се среќаваат. Јас давам аргумент. Не, тоа не се аргументи. Кажете ми кој се среќава, именувајте ми ги пратениците кои се среќаваат. Вака сега. Јас сум Александар Кирацовски, пратеник во Собранието на Република Македонија. И јас можам да говорам лично за мене. Јас не сум координатор на пратеничката група, не сум генерален секретар на Собранието, не сум председател на Собранието, да ги имам информациите кои пратеници кога и каде се среќаваат. Значи вие сте генерален секретар на СДСМ, грешам? Тоа нема врска со Собранието на Република Македонија. Јас сум генерален секретар на Социјално-демократскиот сојуз на Македонија. СДСМ тоа е интрапартиска работа. Чекате, извинете, СДСМ е во Собранието? Апсолутно. Како тогаш немате врска вие како генерален секретар на СДСМ да немате никакви информации? Мисијата на генералниот секретар имаат средби со граѓани. Мисијата на генералниот секретар е да се грижи за интерпартиското здравје во самата партија, да ги менаџира кадрите во партијата, а пратениците не се партиски кадри. Тие се народни избраници. Тоа што системот и моделот е малку поинаку во нашата држава. Здравјето на партијата може да преживее партијата само доколку таа е поддржана од граѓаните, односно од вашите гласачи. Апсолутно. И токму затоа нашите пратеници постојано се среќаваат. Правиме интервју со вас. Кога? На кој начин? Тоа не знаете. Каде? Добро, го вредите. Кој не може да го знае. Добро. Законска обврска ви е да бидете транспарентен. Не да евидентираме. Не. Законска обврска е да бидете транспарентен и отчетен. Апсолутно. Не уверувате дека од утре ќе почнете тоа да го правите? Ние го правиме. Говорам за информирање на јавноста, господин Кирацовски. За информирање на јавноста. Дека имате на самата веб страна стои на Собранието на Република Македонија. Еве ги документите тука, дека секој петок е ден за граѓаните на Република Македонија. Да приложите доказ, господин Кирацовски, дека ја исполнувате законската обврска. За тоа говорам. Еве кажете каков доказ да ви обезбедиме. Како можете докази да обезбедувате за останати активности како пратеници, а не можете за ова да обезбедите? Затоа што декогаш е суптилно прашањето со граѓаните кои што дошле да се изјаснат, да замолат, да прашат или да го постават. Значи вие имате тајна мисија како пратеници? Апсолутно не, апсолутно не. Тајни агенти да не сте? Не, апсолутно не. Меѓутоа, проблемите на граѓаните. Кој вели дека морате за суптилни прашања да информирате јавноста? Проблемите на еден граѓанин се само негови и наши како пратеници да ги решиме, а не се за јавноста. Ме разбирате? Не. А околу прашањето дали ја информираме јавноста дека петок како ден е законска обврска за сите нас да се среќаваме со граѓаните, тука се сложувам дека не е доволно пробиено во јавноста и ве уверувам и ви ветувам дека јас ќе направам секако пратеник истото како прашање да го види светлото на денот уште од овој следен петок. Ви благодарам за интервјуто. Ако не отидете 5 дена на работа согласно Законот за работни односи, а немате оправдување за тоа, ви следува отказ без отказен рок. Но не ако сте пратеник. Сепак, не случајно граѓаните им ги дале овие привилегии на народните избраници. Не случајно Уставот, нашиот врховен документ, во својот најсвет дел вели: суверенитетот го даваат граѓаните и суверенитетот го одземаат граѓаните. Верувам дека за возврат не е премногу ако граѓаните очекуваат нивните народни избраници да се однесуваат согласно законите кои ги гласаат и да имаат повеќе слух за граѓанските потреби, а помалку за партиите и за центрите на моќ. Интегритет. Тоа се очекува од оние кои ги бираме и од оние на кои им даваме суверенитет да одлучуваат во наше име. Гледате Проверено и следната недела тема е криминалот. Останете со Телевизија 24.